Добро вечер, почитувани гледачи, ново издание на Ваш термин. Тука сум јас, секогаш како ваш домаќин, Виолета Петровска-Перич и денешната моја докторка, односно денешната моја гостинка, која што ќе разговараме за една интересна тема. Секако дека ќе ви ја најавам и темата. Значи ќе говориме за проблемите со желудникот, за заболувањата на желудникот, поконкретно ќе ставиме акцент на гастритисот на желудникот. Ќе кажеме збор два и за Helicobacter pylori, која што е една бактерија која што е навистина причинител за заболувањата на желудникот. И ако имаме време ќе проговориме малку и за чирот на желудникот, се со цел да ве информираме што повеќе и да дознаете нешто повеќе за овие состојби. Знаете дека сме отворена контактна емисија, секако во понатамошниот дел од емисијата ќе имате можности да не искомуницирате, да поставите некое прашање во однос на овие проблеми, а овде денес во студиото одговорна за денешната тема е доктор Лилија Чолакова-Дервишова, која што е доктор специјалист по семејна медицина и е претседател на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Меѓутоа, пред да го започнеме разговорот, пред да ја поздравам доктор Лилија, ќе замолам од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен токму да ја најави денешната тема, па проследете го. Желудникот е дел од системот на варење. Има форма на вреќа, дол е околу 25 см, а широк околу 10 до 20 см. Неговиот капацитет изнесува околу 1200 до 1500 см кубни. Сместен е во горниот абдомен под ребрата. Неговиот горен дел е споен со хранопроводникот, а долниот дел е споен со почетниот дел на тенкото црево, така наречено дуоденум. Желудникот е орган кој служи за варење на храната. Кога храната влегува во желудникот, неговата мускулатура почнува да создава брановидни движења кои ја мешаат и ситнат храната. Во исто време, соковите кои ги лачат жлездите во желудечниот сок помагаат во варењето, односно разградувањето на храната. По околу 3 часа храната станува течна и минува во дуоденумот, каде продолжува процесот на варењето на храната. Желудечни сокови се ензимот пепсин, хлороводородната киселина и слуста. Ензимот пепсин служи за разградување на белковините во пептиди, додека желудечната хлороводородна киселина ги разградува мастите. Слуста има заштитна функција и ја разредува желудечната хлороводородна киселина, со што ја штити слузницата од оштетување. Гастритис е воспаление на слузницата на желудникот. Тој може да се јави одненадеж, акутен гастритис, и да трае кратко време или може да се развива постепено со тек на време, хроничен гастритис, и да трае подолго. Гастритисот е најчесто предизвикан од бактеријата Helicobacter pylori, додека други поретки причинители се други бактерии, вирусите, паразитите и габите. Може да се јави и поради иритација, автоимуни пореметувања, долготрајно и прекумерено земање на нестероидни антивоспалителни лекови, претерано консумирање на алкохол или враќање на жолчка во желудникот. Гастритисот обично настанува кога заштитниот слој во желудникот ќе ослаби или ќе се оштети. Овој заштитен слој го штити ѕидот на желудникот од желудечната киселина, која помага во варењето на храната. Ослабениот или оштетениот заштитен слој им овозможува на дигестивните сокови да ја оштетат желудечната слузница и да предизвикаат нејзино воспаление. Акутниот гастритис се јавува одненадеж и може да предизвика мачнина и болка во вид на жарење или непријатност во горниот дел на абдоменот. Хроничниот гастритис се развива постепено и почесто предизвикува тапа, болка и чувство на ситост или губиток на апетит по неколку залаци на храна. Но многу од пациентите со хроничен гастритис немаат никакви симптоми и знаци на болеста. Лекувањето зависи од причината на гастритисот. Акутниот гастритис, предизвикан од нестероидните антивоспалителни лекови или од алкохолот, може да се ублажи со престанок на нивното земање, додека хроничниот гастритис, предизвикан од бактеријата Helicobacter pylori, се лекува со лекови за искоренување на бактеријата. Во третманот на гастритисот често се вклучуваат и лекови кои ги ублажуваат постоечките симптоми и знаци на болеста. Ете, од прилогот можевте да слушнете накусо сето она што ние овде
подетално ќе го разговараме во продолжение. Доктор Лилија, да те поздравам и да те посекам добри дојде. Благодарам на поканата. Так. Кажав дека ќе говориме за заболувањата на желудникот, значи ќе се фокусираме први на гастритисот, па ќе проговориме и за бактеријата Helicobacter pylori. Меѓутоа, ајде и ти вака како стручно лице први да им објасним на гледачите што е желудникот и каква функција има. Во прилогот нешто се напомена, меѓутоа еве како за почеток. Па знаете, тоа е орган кој што нели нормално многу е витален. Дури русите го велат, го кажуваат живот, значи многу витален за целокупната функција на човековиот. Колку е значаен за функционирањето на еден човеков организам. Храната нормално влегува преку хранопроводникот и тука се задржува 2 до 3 часа во зависност значи каков вид на храна или е консумирано. Нормално се лачат разни материи кои што го помагаат, тоа беше спомнато во самата емисија, значи битна е онаа хлороводородна киселина, која што навистина делува во разградувањето на масните продукти, но кај некои особи кои што се под стрес, значи таа може да се лачи во поголема количина и тогаш да прави оштетување на лигавицата на желудникот, или пак нормално ако имаме атрофија или намалување на функцијата на лачење на оние слузни супстанции од желудникот, во тој случај повторно кога недостига, повторно имаме лошо варење на храната. Така да зошто велиме човек кога јаде треба да е смирен, треба да е одморен и додека јаде никој да не го вознемирува за да може добро да се свари целокупната храна. Значи, многу е битен од органот, заради тоа што ако вие сте под еден стрес, може има отвори, значи горниот отвор е еден и има долен отвор, ќе зборувам со народен јазик, нема да користам латински термини, за да може нели храната да помине во 12-палачното црево. Но вие ако сте под стрес, може да се јави спазам, може предолго да се задржи таа храна, може тешко да промине во 12-палачното црево и сето тоа предизвикува одредени промени во варењето на храната. Така, значи пред се битно е ние да бидеме смирени за да желудникот добро си одработи својата функција. Да, тоа е многу битно. Ајде да објасниме што представува гастритисот како заболување. Гледате, тоа е постои акутен и хроничен гастритис, значи воспаление на желудникот, народски кажано. Нема некој кој што не е почувствувал оваква патологија. Има и дечиња, има и возрастни, нормално и од работната популација. Етиологијата или причината за појавувањето на гастритисот можат да бидат најразлични. Значи, можат да бидат, повторно ќе кажам, стресот како еден фактор број еден кој што ние професионалците велиме на вистина прави големи штети во човековиот организам, па и овдека, значи брза една да помине перисталтика, кога е човек нервозен, многу побрзо храната може да помине, да не се преработи добро, да се излачи голема количина на хлороводородна киселина, недобро излачување на пепсин, значи да помине многу брзо надоле во долните делови, па нема доволно време другите органи да се припремат за да излачат контраматерии кои што би ја намалиле таа киселина и таа киселина ако продолжи необработена доволно со храната, прави штети во другиот, во поддисталниот дел на дигестивниот дел од системот. Значи може да се случи деца многу често да испијат разни киселини, разни средства кои што се токсични, па да се настане токсичен гастрит каде што од разни супстанции или да доземат некои лекови кои што исто така би биле штетни. Тоа е дел кај што кај дечињата може да се јави. Може да се јави најчесто како резултат на недоволно и ненавремено внесување храна. Значи човекот е суштество, значи, не треба да се изгладнуваме? Не треба да се прегладнува и повторно ќе кажам оние диети на нејадење, на една храна, друга храна. Човек треба да јаде се, но умерено. Так. Треба да јаде почесто, помалку. Значи не треба да се преопторварува желудникот, да речеме 8 сати, 9 сати, 10 сати, ништо да не се јаде и дури потоа, нели, касно да се внесе огромна количина на храна, тогаш не само на желудникот и на панкреасот му правиме штета и на жолчката. Сите органи имаат еден биоритам. И има одредени хормони во човековиот организам кои што се лачат точно наутро. Има одредени хормони кои што оној биолошки часовник кој што велиме, точно си имаат ритам кој хормон кога се излачува во тие 24 часа од денот. Така да многу е важно почесто помалку да се јаде храна,
добро е да се прима секаков вид на храна, значи желудникот добро делува на неговата лигавица и млечни продукти и зеленчуци во помала количина. Нормално не сака алкохол и не сака лути, нели, некои такви зачини кои што во голема количина имаме пациенти ќе речат изедов едно тегло феферонки, нормално дека другиот ден ќе почувствува жарење или палење во тој предел како што го кажуваат лажичката, нели, народски постарите пациенти и така. Кои се симптомите? Ајде да се фокусираме на гастритисот. Значи, предпоставам, може би има, може би нема, вие ќе ни кажете. Дали има разлика во однос на симптомите кога станува збор за гастритисот и за чирот? Има ли разлика или пак симптомите може би да се преплетуваат па да... Да, значи симптомите точно кажавте, многу често се преплетуваат. Она кој што е гастрит ќе каже па киселини, па често ме тера на подригнување, па жарење, осеќам нешто тешко ми е кога да ми стои храната, значи најчесто кажуваат такви симптоми. Нормално ако е од лек предизвикан, имаме пациенти, најголем дел од возрастната популација користат нестероидни антиреуматици и тоа секојдневно, со месеци и со години. Значи, таквите пациенти не може да немаат тегоби со желудникот и многу често, кога да речеме организмот ќе се почувствува дека е веќе пресисан од такви лекови, се случува, нели, и повраќање да се случи и ќе кажат, нели, што повратиле, дека се случило после пиење на одреден лек или одредена капсула, не мора некоја друга. Имаме пациенти одредени антибиотици не можат да ги поднесат. Значи, одреден вид на храна. Така да сето тоа допринесува до една мачнина, тежина која што осеќаат, додека за улкусот кога се работи, многу често наведуваат чувствувам на одредено место како да ме гори со жарче. Значи, тоа е нешто кое што го кажуваат повеќето од пациентите и они точно можат да ви го лоцираат, ќе речат точно овде ме жари. Значи, си наведуваат пациентите, значи они знаат да си го објаснат и да си го кажат, нели, дадениот момент кој што го чувствуваат. Така. Кажавме дека може да гастритисот може да биде акутен и хроничен. Споменавте за акутниот дека може да биде предизвикан или од консумирање на некои таблети кои што го иритираат желудникот. Споменавте исто нели земање храна на нестероидни, така. Да, меѓутоа кои се тие други фактори кои што предизвикуваат гастритис и од што е предизвикан пак хроничниот гастритис? Да, значи повторно ќе кажам, имаме ние пациенти кои што самиот ритм на живење, самиот начин, значи работењето во трети смени, во разни први, значи најразлични термини на работа, тој нема редовен живот таквиот пациент. Така. Имаме пациенти кои што се шофери на долги тури, тој нема услови да се храни нормално во нормални услови. Значи, имаме пациенти кои што работат во посебни услови каде што не можат да консумираат чорби, супи, течни храни. Значи, она кое што е нормално, нели, да си направите една супа или да биде некоја манџа поздрава, значи постојано се сосува храна, која што исто така е многу штетна за желудникот, бидејќи не може постојано сува храна да се користи. Така да во таквите ситуации една и од другите, нели, најчестите во последно време е хеликобактер, нели, бактеријата која што еве да речеме во последно време се открива и многу често прави оштетување на желудочната лигавица и нормално таквите пациенти мора да ги третираме и најчесто се случува и од кога ќе направиме ерадикација по извесен период, истите пациенти повторно ако им направиме тестирање да се хеликобактер позитивни, нели, на тестот. Во последно време во повеќе градови во Македонија се воведува и методот на тестирање преку измет, каде што се докажува, нели, дали постои или не постои, дали е некој позитивен или е негативен на инфекцијата со хеликобактер. Тоа му дај како поефикасен метод, па посигурен, така? Да. Добро, ајде тука да се обратам уште еднаш до нашите гледачи, значи говориме на тема гастритис на желудник и чир на желудник. Со мене во студиото е доктор Лилија Чолакова-Дарвишова, која што е доктор специјалист по семејна медицина и е претседател на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Доколку имате некое прашање или нешто што ве интересира или некој проблем во однос на темата, во однос на желудечните проблеми, слободно можете да не искомуницирате, да поставите некој прашање, доктор Лилија ќе се обиде да ви даде одговор и насока како да го решите проблемот. Може ли се компликации од гастритисот ако еве некој има, нели, проблеми, ги занемарува тие симптоми, не оди на лекар, да се утврди дека постои таков проблем? Може ли некои компликации да се случат ако со
подлого време не се третира или не се обрне внимание на овој проблем? Да, многу често имаме пациенти кои што едноставно многу малку консумираат храна, цел ден се на кафе, на цигари. Во тој случај концентрацијата на хлороводородна киселина која што се лачи е навистина голема. Нема со што да се неутрализира, значи не се внесува храна со што би се намалила таа концентрација, или пациентите кои што ви кажав претходно дека користат нестероидни антиреуматици или кортикостероиди, така да кај таквите пациенти многу често се случува да дојде до прскање на, што велиме, на чирот и да се направи крварење, кое што се манифестира со малаксалоз, со пат на тензијата кај човековиот организам, кај пациентот, и најчесто од симптомите кои што ние можеме или пациентот може да си ги види се вели мелена или изметот е како талок од кафе. Еве апелирам до нашите гледачи, ако некој има таква појава, да се обрати кај својот матичен доктор и да побара нормално терапија соодветна, треба да се испита, да видиме зошто е тоа таму настанато и причината, дали може да се елиминира со добар совет и со нормална исхрана, или нормално ќе треба и терапија и антибиотици или хоспитализација кај таквиот пациент. Многу често чиревите не се лекуваат, значи зависи ако е некој огромен чир, и многу често може да се случи да премине, ако не се лекува, и во карциногена форма, која што треба навреме да се открие. Треба гастроскопски наоди, треба патохистолошки наоди, биопсии земање, за да може точно да се утврди стадиумот на заболувањето. Како се диагностицира гастритисот? Дали секогаш со гастроскопија дали мора гастроскопија секогаш да се применува за утврдување на гастритисот, или пак може и на некој друг начин? Па не користиме, значи ние како практичари гледаме колку може помалку инвазивни методи да користиме кај нашите пациенти. Нормално нашето искуство е огромно како професионалци и секогаш одиме прво со медикаментозна терапија, првен со промена на начинот на исхрана, значи па комбинираме да смени бела храна да оди цела недела, па да не биде ништо жешко, ништо ладно, бидејќи желудникот не сака исто такви. Значи потребна е одредена температура она која што има човековиот организам, негде 36-37 степени, за да може и да ферментира дадената храна и да се обработува. И нормално со таблетарна терапија, која што во зависност од патологијата колку се манифестира од симптомите кај пациентот, имаме пациенти кои што ако им дадете, да речеме, ранитидин, нормално се смирува многу побрзо, или да речеме со реглан, или не одиме веднаш со многу јаки терапии, многу голем број на лекови, пробаме ако може да се лекува, во тој случај добро. Пред 25-6 години, да речеме, терапијата беше 40 дена да се пие улкодин, значи за бајле утро и вечер, додека сега медицината базирана на докази вели поинаква терапија со Х2 блокатори, на намалување на протонската пумпа, кои што делуваат, лекови нормално со 2 вида на антибиотици, за да се отиде да се постигне ерадикација на хеликобактер. Кога вие во кој случај им давате упат за оние испитувања кои што ги напоменав, за гастроскопија или пак рентгенско снимање на горниот дигестивен тракт и така натаму, и вклучително тука и тестот за хеликобактер. Кога одлучувате дека веќе треба да се направи едно такво тестирање? Дали и после она што вие им го советувате и го практикуваат во однос на промена на исхраната и некои, како што ги напоменавте, некои лекови кои што може да допринесат за смирување на мачнините, тегобите и така натаму, кои што ги предизвикува гастритисот? Дали после тоа, ако имаат проблеми, или? Па секогаш прво пробаме со таблетарна терапија и чекаме извесен период, значи да се испие барем таа доза на таа скатула или на кутијата која што сме му ја дале да ја испие, и гледаме симптоми, дали го прашуваме дали му се подобрила исхраната, дали има проблеми со голтањето, дали чувството дека храната добро му се движи низ желудникот и, значи, добра пасажа дали има.
каков е начинот на одење по нужда, нели, дали добро функционира не само желудникот, туку и целокупното, нели, да речеме танко црево, дебело црево, значи дигестивниот тракт дали е добар, дали има добро празнење, но ако симптомите подолго од неколку дена продолжат, во тој случај ние не оставаме пациентот да се мачи 20, 30 или 40 дена, нормално нели го упатуваме на повисоко ниво да се закаже една гастроскопија, за да можеме точно прецизно да знаеме што лекуваме. Нормално и ехо некогаш, заради тоа што не често мачнините од ова кое што ги кажав, да речеме тешко ми е, блокиран ми е стомакот, како што кажуваат пациентите, многу често може да се појави дека еден камен во жолчка може да прави потешкоти во варењето на храната. Значи циста на панкреасот, значи кое што притиска и на главата нормално на кај оно 12 палачно црево, така да значи повеќе моменти се кои што можат, ние сето тоа мора да го направиме со едно ехо и дел по дел да ги елиминираме препреките, за да видиме каде точно всушност е проблемот. Дали е во главата на панкреасот, она кое што притиска на 12 палачно, дали е каменот во жолчка кој што прави лошо варење на храната, или еден гастрит или еден улкус, дали на желудник или на 12 палачно црево. Така да значи мора да се оди по пат на елиминација, по пат на логика и врз основа на аргументите, нели, и повисоките испитувања кои што се од секундарно или терцијално ниво, за да може да дојдеме до точна дијагноза. Ајде да кажеме збор два за Helicobacter pylori. Каква бактерија е таа? Па гледате, тоа е нешто што во последно време, значи, почнуваме масовно. Некако секогаш кога станува збор за проблемите со желудникот, прво нешто што се напоменува, дали е присутна бактеријата Helicobacter pylori, да не таа ги прави овие проблеми. Поврзана е и со гастритисот и со чирот на желудник, или може да биде поврзана? Да, значи медицината и Али не мора да е секогаш. Не мора секогаш. Медицината и последните, да речеме, испитувања кои што се во здравството, нели, во светот и сегде, значи покажаа дека таа, да речеме, бактерија прави да вистина штетни последици остава и по лигавицата на желудникот и на 12-палачното црево, и нормално во последно време се прават тие испитувања и секогаш прво помислуваме, ајде прво Helicobacter да видиме, да докажеме дали има или нема, за да знаеме дали да дадеме само ранитидин или да одиме со повеќе со триплата терапија, да речеме од 3 лека, каде што одиме во комбинација за да постигнеме ерадикација на Helicobacter. Значи се испитува во хигиенски, има стикови и така се докажува дали има или нема. Ајде, ми се чини дека имаме гледаш да го вклучиме, па ги продолжиме. Добро вечер. Добро вечер, поздрав до водителката и до гостинката. Сакам да прашам, јас пред 10 години имав чир на желудник. Го третирав терапија што е. Мислам, од тогаш сум во ред. Сакам да прашам дали треба да направам повторно гастроскопија ради контрола или нема потреба. Инаку се осеќам добро сега во моментот. Дали имате нешто да прашате, доктор Лилија? Па, можам да кажам дека ако пациентката добро се чувствува и нема намалување на килажата, значи нема никакви проблеми, не би советувала, нели, да се прави гастроскопија. Значи гастроскопија би советувала ако иде до намалување на килажата, има проблеми, очигледно дека тогаш солидно е истретиран проблемот и е навреме е реализирано и реагирано и постигната е санација на чирот кој што постоел. Така. Еве, се надевам дека слушна нашата гледачка, значи ако немате никакви проблеми, ако се е во ред со вашите симптоми, ако не ги чувствувате, ако е во ред вашата килажа, значи сега за сега не мора да правите гастроскопија. Претпоставам дека знае веќе кои би биле тие проблеми кои што би можела да ја асоцираат дека треба да реагира. И драго ми е што е така, што еве го надминала незиниот проблем и се надевам дека така и ќе остане. Говоревме за Helicobacter. Кажавме дека не мора да е секогаш тој причината за овие заболувања на желудникот. Меѓутоа, што кога ќе се открие? Кажавте и вие може да се третира со лекови, па повторно кога ќе се испитува, повторно да покаже. Дали е таа една бактерија која што навистина тешко се лекува на некој начин, тешко се искоренува кога веќе еднаш ќе се добие или?
Па гледате, точната етиологија никој не ја знае, значи за хеликобактер, дали оваа бактерија се пренесува и ние се инфицираме преку чаши, преку бакнежи, преку користење заеднички предмети. Значи точно не се знае етиологијата, или пак таа се ствара и како многу други бактерии кои што ние си ги носиме во нашиот организам, па се активира кога ќе си најде убави услови во желудникот, погодни, значи со зголемена киселост во желудникот, така да таа си добива одлични, идеални, оптимални услови за да почне да се размножува и да постигне одреден титар, нели, концентрација за да предизвика болест, како и други сите бактерии. Така да, значи, се уште не е докажано начинот како ние, значи, се инфицираме со хеликобактер. Значи тука нема сигурни докази, нема правила. Имаме многу пациенти кои што ги повторува, имаме пациенти кои што и успешно ја ерадицирале. Значи повторно ќе кажам дека повеќе фактори влијаат, значи начинот на исхрана, начинот на живење, стресот, генетската предиспозиција за одредена болест. Секој човек има ахилова пета, да кажеме, така да некој кога се нервира вели желудник ме боли, друг вели глава ме боли, трет кажува имам чести столици и така, значи на некој притисок му се качува, значи во зависност кој му е шок орган при стрес, значи така велиме ние докторите, дека секој човек си има свој шок орган при нервози, така да и тоа така се манифестира. Значи нема сигурни докази во однос на хеликобактерот. Но кога ќе се истретира еднаш со оние 3 типа на лекови, обично нели ги даваат, што кога нема да се излекува повторно, може да се прима таа терапија или што се случува тоа? Не, значи гледате, значи се проверуваат антитела. Дали има пациенти кои што значи имаат антитела, тоа значи дека антиген или странното тело хеликобактер дека постои во организмот и затоа се створиле антитела кои што се бореле против за да ја редицираат. Постојаното присуство на антитела во организмот не значи некој постојано да пие антибиотици, не се продолжува повторно така. Па може да се повтори после извесен период, но и самите лекови, вие на еден пациент, ако вие постојано му давате, да речеме, 2 вида на антибиотици, секогаш велиме во медицината треба добро да се вага. Значи, оној кост-бенефит кој што е. Па ќе направиме кандида. Значи, кандидијаза која што од друга страна па ќе рече почнува да ме боли пациентот веќе желудникот од лековите. Значи, самиот пациент се чувствува и точно кажува од што му одговара, што не му одговара. Значи, ви велам, имаме пациенти кои што ерадикацијата може да се направи, но еве денеска баш имав една пациентка која што многу често, нели, на секое повторување, нели, покажува дека е позитивна значи ги има таа инфекција на станата кај незе, антитела постојат и не можеме да даваме во континуитет кај незе антибиотици, но затоа даваме, значи и препорачуваме житарки да јаде, значи друг вид на храна, повеќе млечни продукти, значи почесто помалку да јаде, значи да избегнува кафе, да избегнува храни кои што ја зголемуваат киселоста, тоа се благите, сите мислам сладки, еве колачи и такви работи. Така да со променет начин на исхрана сепак се иде до подобрување на а повремено можеме да даваме, но не нон-стоп, нели во континуитет да се дава, нели да речеме 3, 4, 5, 6 месеци, кога некои нели други хронични не се препорачува заради тоа што тие антибиотици пак ќе направат друга штета. Така. Меѓутоа често пати го поврзуваат хеликобактерот со појавата на канцерот. Точно ли е тоа? Има, значи веќе студии, има студии, јас повторно ќе кажам да таа зголемена киселост која што иде од желудникот, која што сега не знаеме дали бактеријата ја прави киселоста, дали нередовниот начин на исхрана значи прави да не се неутрализира таа хлороводородна киселина, сепак мислам дека сето тоа е резултат на повеќе фактори и таа зголемена киселост на храната која што оди не може да се неутрализира во поддисталните делови на дебелото црево, на танкото црево, прави ерозии во целиот дигестивен, заради тоа што ние имаме пациенти со улцерации, со улцеративен колит. Повторно сето тоа почнува од таа зголемена киселост во организмот, која што не може да се неутрализира и прави разни ерозии во лигавицата на дебелото црево и се смета дека сето тоа е повеќе фактори влијаат за да се јават тие оштетувања и нормално ако не се превземе навреме нели некоја интервенција или да се дадат соодветни лекови, ние имаме многу пациенти кои што колитот нели се смирува кога ќе им ја дадеме оваа терапија
за хеликобактер. Значи, кога се намалува таа киселост одозгоре од желудникот, пациентот ќе рече па мене ми е подобро од лековите за гастрит кои што ги дават или за така да како професионалци пробаме нели да ги сложиме сите коцкички за да можеме да дојдеме нели до одредена до вистинското решение за секој пациент посебно. Дали гастритот е како да кажам предпојава на чирот или да. Има ли? Да. Има ли? Да. Што значи долготраен процес воспалителен може да доведе до појава на чир? Подолготрајниот процес на нелекување на тегобите кои што пациентот ги има зголемена киселост, ноќни рефлукси, значи враќање на таа жолчна киселина, така да сите тие фактори ако не се третираат, ако некој денеска земе 5-6 кафиња, значи цел ден цигари, вие го лажете организмот дека внесувате нешто, во тој случај таа киселина прави ерозија на лигавицата и доаѓа до крварење нели од. Ајде ќе да објасниме, да слушнеме кој е на линија. Добро вечер, за кого? Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Се јавуваме од Велес. Исто мислам дека и докторката од Велес е. Токму така, од Велес е, токму така. Да, сакавме нешто да прашаме во врска со кила на желудникот, дали може нешто, пошто имаме таков проблем кај мојот син. Колку години има вашиот син? Па млад е, 24 години. Така, дали е веќе диагностициран проблемот? Да, диагностицирано е со гастроскопија, кила на желудник и нагло губење на тежина за 5-6 месеци околу 20 на килограми. Добро, значи од ова што го слушнав можам да кажам, значи прво се работи за млада особа, очигледно подолго време не јаде, значи за да дојде до толку слабење. Зависи дали работи некоја тешка физичка работа, тоа е еден од важните фактори, заради тоа што имаме кај слаби особи иде до паѓање на желудникот во дисталните делови и оваа кила на желудникот е обично се јавува кај луѓе кои што во диафрагмалниот дел е слаба мускулатурата, кај атоничари и многу често или после јадење легнуваат. Така. И во тој случај вие имате млитава мускулатура која што при едно легнување иде до рефлукси и многу често иде таа слайдинг, значи клизачка кила се вика, каде што иде до рефлукси и дел од желудникот се враќа во делот на хранопроводникот. Значи во ваквиот случај јас би препорачала нели малку со физичка активност лесна, значи да почне со стомачни, да се зајакне таа стомачна мускулатура или диафрагмата. Тоа е еден од моментите. Друго, почесто помалку да се јаде, заради тоа што вие сигурно значи претпоставувам дека се работи може и за некоја слаба особа која што е во однос на конституцијата и нормално нели да се даваат лекови кои што би ги подобриле варењето на храната. Овој момент кој што кажувате 20 кила, значи и млада особа толку многу да изгуби, повторно сега јас нели не можам да кажам дека сум многу вака визионерски нели да речеме во моментов, но би замолила нели да се разговара и со психијатар заради тоа што да не е во позадина една депресивна слика, заради тоа што млада особа 20 кила да ослабе, тоа е навистина голема килажа и најчесто во мојата пракса се работи за депресивни моменти кај млади особи кои што знаете дека и Македонија е една од земјите каде што депресијата се почесто ги зафаќа младата популација во оваа безнадежна ситуација каде што немаат работа, не знаат како да се снајдат во темпото на животот и така. Така да би препорачала сепак еден разговор со психијатар, да не е во случај нели некоја депресија. И ако се дадат антидепресиви, во тој случај многу брзо ќе се врати состојбата и килажата и ќе се поправи сликата кај вашето дете. Така, бидејќи не можеби не ни дообјасни зошто дошло до толку 20 килограми е навистина многу. Да, многу е јасно. Во мојата пракса во таков случај се работи, значи еден гастрит не може да доведе до 20, али депресија може. Добро, ете се надевам дека господјата е задоволна од она што го посече доктор Лилија и се надевам дека ќе најдете нели некоја соодветна личност за да видите зашто станува точно проблем, со оглед на тоа дека навистина 20 килограми не се малку, да поразговарате со психијатар, психолог за да видите дали има и нешто друго плюс освен оној проблем со желудникот. Доктор Лилија, стигнавме до нели воспалението може да помине и во чир на желудник. Што представува пак чирот на желудник? Дали тоа е некоја раничка во желудникот која што се активира?
Да, значи постојат неколку варијанти, може да има еден, а може да има и повеќе, нели кисинг. Значи како на бакнежи, каде што лигавицата, каде што се допира, има и од едната и од другата. Значи со мноштво улцерации кои што велиме во значи може еден или повеќе да може се јават, еден или така? повеќе може да има. Зошто велиме одредени лекови, еве овој кој што е лекот за лекување на остеопороза. Возрастните кога го пијат им велиме од кога ќе испиете бонвивата или ивандронската киселина, мора пола саат да се наведнувате, да движите, цвеќенца да садат, да нешто да се раздвижуваат, за да не биде таблетката на едно место. Ако вие седите на таа лигавица таму каде што е, тоа е толку јака киселина која што може улцерација да направи. Аспиринот е исто еден од лековите кој што кога се пие, јас препорачувам, еве и моите колеги сигурно, да се движат пациентите, нели, за точно таа салицилна киселина да не направи улцерација, но на место каде што нели ќе легне самата таблетка во првиот момент. Така да сметам дека овие лекови кои што се за лекување на други болести можат при подолготрајна терапија, точно таму каде што вие или ако имате пациенти кои што се неподвижни, непокретни, врзани за колички, за кревети, значи кај такви пациенти подолготрајното лекување со ова може да направи проблем и да точно на местото каде што легнува лекот во лигавицата да направи улцерација. И од тоа место да почне да крвари и да прави проблеми, нели, во однос на варењето на храната. Така. Диагностиката сега има разлика гастритис, чир на желудник, кога веќе ќе треба да се утврди? Па пожелно е кај оние кои што може, каде што подолготрајни тегоби се, јас себе препорачувам дека мора да се диагностицира, да се види навреме да се лекува, бидејќи лекувањето на еден гастрит, нели, да речеме било каков е многу помалку време отколку лекување на чир на желудник. Како оди лекувањето, бидејќи еве првата господја што не се јави, веќе кажа дека имала, па го излекувала, претпоставам дека кога е навреме може и да се излекува. Да, подолготрајното значи користење на H2 блокатори со што намалуваме на оние блокатори на протонската пумпа, се користат, да речеме, може и до 2 месеци да трае терапијата. Во таков случај со давање на такви лекови се предизвикува помала концентрација на киселина во желудникот за да може да заздрави и да епителизира самото место каде што веќе нели е нарушена епителизацијата. Антибиотик се дава, нормално се даваат и лекови за епителизација кои што се АД капките, препорачуваме и такви моменти и повеќе бела храна. Така. Значи во тој случај даваме рестрикции веќе нашите пациенти да не пијат кафе, благи работи, да не се користат алкохол, строго им забрануваме заради тоа што тој може да ги прошири оние капилари, вазодилатација прави алкохолот, па да се зголеми и крварењето, зависи се од големината нели на чирот или бројот на чиреви кои што ги има во тој дел на желудникот. Така. Обично велат кога е доцна, тогаш симптомите се јавуваат и не или не се јавуваат. Дали значи дека болката во желудникот кога понекогаш се јавува болка е нешто лошо или пак болката се јавува и кога имаме и гастритис и чир? Бидејќи ние споменавме болката. Да, болката е симптом. И не значи ништо. Значи единствено кое што кажува дека нешто се случува таму. Така. Значи една стафилококна инфекција, еве да речеме летно време сладоледи јадат, нели фаќаат пари, може да го изедат за 20 минути, може да направи, болка. Баш се вика она летна бура од стафилокока, такви драматични слики да вие да помислите дека е крај на светот, дека толку тоа ви е последен миг од вашето живење. Не значи дека нели за кратко време да речеме со еве горчливи чаеви како што е црниот чај кој што исто многу помага, може да се санира со бисквити храната, нели другиот ден да биде оризова водичка, ориз, значи копанче, пудинг, сутлијач, значи најчесто таква препорачуваме леп, маргарин, сиренце, кашкавалче, некои бели храни кои што полесно ги поднесува желудникот кога е начаран или кога е надразнет, така да не мора да значи дека еве една стафилококна ја спомнавме во моментот, дека тоа е исто и рак на желудник. Така, значи едно повраќање не значи дека се работи веднаш пациентите да се плашат дека е нешто. Тоа сакам да потенцирам повремено или секој од нас понекогаш чувствува некоја болка, понекогаш ни се јавила болка во желудникот и секогаш одма нели се плашиме што се случува се зошто не боли желудникот. Сакам некако да потенцираме до нашите гледачи дека не секогаш болката значи дека е нешто страшно. Значи меѓутоа сепак па и не треба да ја занемаруваме.
во секој случај за да видиме пак што се случува и што е проблемот. Точно. Так. Меѓутоа, дали чирот може да нетретираниот чир може да предизвика исто канцер? Да, значи ако подолго време Така? пациентот има, да речеме, тегоби, а не обрнува внимание, ние знаеме дека имаме такви пациенти кои што ајде ќе помине, ајде пробаат да се лекуваат со нешто, ништо не, ќе само од себе, па со травки, па со некои работи, значи не се осврнуваат кај својот матичен доктор на време. Во такви случаи многу постои процент и може да се. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. И убав ден. Благодариме, исто и вам. Значи, имам и многу јаки болки у желудникот. Така. Освен ранитал, што помага, значи пече. И кога пијам ранитал, значи ми ја смирува болката. Болка. Тоа киселини, миселини тие работи. Значи, освен тоа, што можам да користам? За болката говориме? Да, за болката. Добро. Значи, какви таблети треба да користите кога ве боли? Да. Добро. Само тоа? Значи, тестенини која јадам, повеќе имам киселини. Да. Да, значи, кога имате многу често рефлукси и киселината ја чувствувате во и во хранопроводникот, па ако лежите дури до синусите, може тој рефлукс да направи. Во такви случаи кај гастроезофагијален рефлукс дури до 6 месеци оди третманот. Но, многу подолго време се дава терапија. Освен ранитидинот, значи постојат омепразол, ланзопразол, значи мора да се даде антибиотик, реглан да се даде да се изрегулира варењето на храната, така да, значи, вашиот матичен доктор има можност по режимот на пропишување на лекови, ако се диагностицира да проверите и хеликобактер, дали имате или немате, тогаш во тој случај ќе може да ви даде терапија и со блокатори на протонска пумпа, значи еден ланзопразол да се попие првата недела за бајле и навечер, а потоа нели подолго време да се пие по една навечер, бидејќи навечер парасимпатикусот прави лачење на поголема киселина и мора сето тоа да се стопира. Заради тоа и препорачуваме пред спиење да се напие ланзопразол или омепразол, со што би се намалиле овие рефлукси. Так. Доктор Лилија, немаме уште многу време, меѓутоа кажавме само во однос на состојбата кога чирот не се третира дека може да премине во канцер. Тоа е многу важно, а најбитно е се навреме на се навреме да се изреагира. Како за гастритисот, така за чирот, така и за бактеријата навреме, нели да се открие, да се лекува. Меѓутоа, што би кажале вие, значи, кои симптоми во однос на овие проблеми кои станува збор за желудникот не треба да се занемаруваат и кога треба веќе пациентите да реагираат, да не чекаат сега, како што кажавте, ајде ќе се напијам чајче, ќе се напијам на своја рака, ќе се напијам ранитидинчева. Значи, кога треба да реагираат за да дојдат кај матичниот лекар, за да преземат нели испитувања да направат и сето тоа, за да се одреди таа терапија која што вие ја кажавте дека треба да се пие одреден период, па и да се санира проблемот и потоа да бидат нели мирни, да не ги чувствуваат тие симптоми. Па гледате, ако пациентот чувствува многу често и тоа тие киселини се секојдневни, значи рефлукси после секое јадење, значи му прави вистинско реметење на нормалниот живот, значи не може да спие од таа киселина. Значи таа киселина не само што при такви рефлукси прави воспаление на гингивите, во забите, па таа киселина, заради тоа што ние имаме алкална средина во устата, а наместо тоа ако ви имате секоја вечер рефлукси, доаѓа до нагризување на самата лигавица и уште едно кое што е многу често, значи синузитите, кои што дел од пациентите ги добиваат само на едната страна, на таа кој што спијат повторно од рефлуксот кој што се враќа и таа киселина иде дури до синусите, до максиларниот синус. Значи, ако тоа нешто често трае и се повторува, апелирам како професионалец дека треба да се поразговара со матичниот доктор, да му се кажат сите симптоми и чувства и сензации кои што ги има пациентот и навреме да се даде соодветна терапија. За било што ако е навреме, па и да е карцином, постои билрод 1, билрод 2 ресекција, каде што се отстранува дел од желудникот и се прави нормално, нели, да повторно функционирате и примате храна и да имате еден нормален и здрав живот. Така да апелирам сами да не се лекуваат. Најпогрешно е ако денеска пиете ранитидин, утре не пиете, други ден ланзул или пиете секој ден што ќе ви се најде во вашата ташна.
или во вашата домашна аптека, многу е добро ако се пие во континуитет, подолг временски период и да го симнете тој проблем од вашето нели здраво живење. Така, превенцијата која би била накусо само? Па, кажавме во се да не се претерува. Да, премногу кафења и премногу сладки работи, премногу сокови, овие кои што се со конзерванси. Значи, најдобро е вода да се пие, да не се пие ладна камен од фрижидер. Кажавме, ни премногу ниту топло, премно, ни ни премногу ладно. повторно би го повторила заради тоа што навистина прави дестабилизација со самата температура која што дисбаланс прави во организмот. Така да тоа е мојот совет, значи јадете почесто, движете се за да може перисталтиката да се обавува нормално во организмот, внесувајте здрави хранливи материи, се помалку користете храни кои што имаат конзерванси, кои што се вештачки, кои што не му одговараат на нашиот организам и во касните сати да не се внесува храна, бидејќи тогаш треба да одмара и желудникот и другите органи за да бидат спремни за другиот ден од животот. Се надевам дека ќе ве послушаат нашите гледачи. Уште повеќе што како што кажавме на почетокот, желудникот е многу важен за нашето здравје и за нашиот живот, за функционирањето на нас како здрави луѓе, бидејќи нели се што оди преку устата, преку органите за варење и се разбира сето тоа да може да се абсорбира како нешто корисно, пак нели за да бидеме ние здрави и витални и така натаму, да не сега нели разложуваме до крај. Благодарам за денес, ми беше задоволство повторно да бидете дел од ваш термин. Се надевам во некоја следна прилика повторно со некоја друга тема. Благодарам. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам и јас. Верувам дека ова што денес го говоревме како беше корисно, што повеќе што навистина проблемите со желудникот знаат многу често да ни прават нели проблем во секојдневниот живот и секојдневното наше функционирање. Ви благодарам за вниманието, останете во добро здравје, имајте убаво расположение, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.